здравам сите во името на нашиот Господ Исус Христос. Драго ми е што сум тука, заедно со сите вас, како Евангелска црква локална во Аеродром. Жал ми е што пасторот и неговото семејство не можат да бидат заедно со нас денеска, но ние веруваме дека сме сите заедно во еден дух, обединети и во исчекување на она што Бог го прави, а тоа е дека во светиот животодавен дух ние можеме да имаме заедништво без разлика дали сме во оваа просторија или пак се наоѓаме на некое друго место. Ќе зборувам од псалмите денеска и ќе го читаме 62-иот псалм. Ќе размислуваме за тоа кој е Бог, карактерот на Бог, кој е човекот и конечно ќе зборуваме токму за тоа како Бог работи во животот на луѓето преку она што јас го нарекувам Бого-човек или отелотворениот Син Божи. Така, во некои Библии ова е Псалм 61, во некои други е 62. Зависи каква читате, така што тоа да го имате на ум. Само во Бога успокојува душата моја. Од Него е моето спасение. Зашто Тој е Бог мој и мој спасител, тврдина моја, нема да се поколебам. До кога ќе притискате врз човекот? Го уривате сите вие како наклонет зид и накривена ограда. Намисливте да го уништите моето достоинство со лага, со устата своја благословувате, а со срцето свое колнете. А ти, душо моја, само на Бога чекај, зашто само во Него е мојата надеж. Само Тој е моја карпа и спасител мој, тврдина моја и нема веќе да се колебам. Во Бога е моето спасение и мојата слава. Бог ми е силна карпа и прибежиште мое. Надевајте се во Него сите луѓе во секое време. Отворете ги срцата ваши пред Него, Бог е нашето прибежиште. Синовите човечки се само суета, синовите човечки се лага. Кога би ги ставиле на мерило, тие сите заедно би биле полесни од здив. И не верувајте во насилство и не посакувајте грабеж. Кога богатството расте, не приврзувајте го срцето кон него. Еднаш Бог рече, а два пати јас го чув тоа дека силата е во Бога. Дека во Тебе, Господи, е силата Божја и дека во Тебе има милост, зашто Ти му плаќаш на секого според делата Негови. Амин. Небесен Татко, ние Те величаме, Те славиме и чекаме на Тебе. Еве ги ширум отворени нашите раце, нашите души, нашите срца и копнежливо, Господе, сакаме од овој псалм да бидеме поучени. Сакаме од овој псалм, Господе, да се приближиме преку него, што е можно повеќе до Тебе. Амин. Овој 62 или 61 псалм е сличен како и псалмите број 4, 16, 27, 131. Што е заедничко за овие псалми? Заедничко за овие псалми се дека тие се псалми на доверба. Специфично нагласување дека само во Бог треба ние да имаме целосна доверба и само на Бога треба да се надеваме. Секој од овие псалми изразува една цврста надеж во Божјата способност да им помогне на верните. Корените на овој псалм, всушност ако го погледнете, многу интересно, ако направиме паралели, се најверојатно, според оние истражувачи, старозаветни стручњаци, тие што го истражувале, значи Стариот Завет, велат дека најверојатно псалмите на доверба своите корења ги имаат во псалмите на тажалките, на тагувања, на жалопојките. Има многу слични елементи во нив. Се повикува Јахве, се повикуваме на него, се изразува тажалка, се поставува барање и се покажува мотивацијата на тој тоа што го бара. Меѓутоа, псалмите на оваа целосна доверба во Бог ги имаат сите овие горе наведени елементи и одат понатаму. Тие го надминуваат огорченото искуство на болката и страдањата и неправдата на животот и се вртат и ја нагласуваат целосната доверба во Бог.
А самиот автор, ако го погледнеме внимателно и ако го читаме овој псалм, ќе заклучиме дека овој човек, во најмала рака човек со голем авторитет, најверојатно цар. А царот во Стариот Завет е личноста која го представува целиот народ. И овој цар го зема врз себе целиот тој своја одговорност да го повика народот на голема доверба, затоа што најверојатно дека го пишува овој псалм се наоѓа во голема криза и во голема опасност. Многу паралели можат да се извадат од тој псалм и нашата ситуација, не само во Македонија, Балкан, туку и во светот денеска. А како светот го доживува светот ова? Како овој свет во 21. век размислува токму на овие прашања? Знаете, соодветно со Библијата, кога Библијата зборува за човекот, дали е тоа и 8-миот псалм, ако го земеме, кога вика, кога ќе си спомнам на сите твои дела, Боже, кој сум јас? Кој е човекот? Да си го спомнуваш. Си го направил само малку помалу од ангелите. И низ многу векови, посебно во западната цивилизација, во оно што го нарекуваме јудео-христијанска цивилизација, читаме и разбираме дека низ многу векови човекот навистина се мерил само во сооднос со Бог. И неговата вредност ја произлегувал од самиот Бог. Да, човекот е ништожен, но сепак е центар на Божиот интерес. Човекот е ништо, но сепак е круна на Божиото создание. И од таа антропоцентричност на Библијата, преку просветителството, преку луѓе како што е Волтер или енциклопедистот Дени Дидро и така натаму, ние доаѓаме до момент да кажеме дека всушност човекот е само една случајен производ на стихиите на целата случајна природа. И токму заради тоа што човекот веќе воопшто не е центарот на Божиот интерес, затоа што Бог го нема, и затоа што човекот е само малку поразвиено животно наспроти другите живи суштества, токму заради тоа човекот е сосема ништожен, ама не во сооднос на нешто друго. Човекот е ништожен сам по себе. И токму затоа човекот мора да си најде одговор на своето постоење. А затоа што човекот, таков каков што е самиот по себе антропоцентричен, гледаме како се обидуваат луѓе, генерации и генерации од просветителството наваму да остават силни печати врз историјата на светот. Една работа никако не може да избега, а тоа е приказната за хероите. И самото просветителство и самата култура која ја развива просветителството всушност е култура на славење на определени херои. И тоа се провлекува директно и во поп културата. Слушаме за Супермен, човекот кој ќе ја спаси целата планета со тоа што е дојден од една друга планета. Слушаме за Бетмен, кој најчесто го спасува Готам Сити. И најчесто гледаме дека сето тоа како што се развива, гледаме една приказна која цело време ја нагласува всушност на некој начин хероизмот на некаков силен човек, надчовек, она што Ниче би го нарекол надчовек. Но моралот на сето ова е крајно амбивалентен. Не сме сигурни во која насока сето ова приказна ќе отиде. И што е уште поинтересно, денеска во 21. век сме дошле до моментот на крајниот заклучок на ваквата филозофија и на ваквата антропологија. Сега веќе, во главните ликови на поп културата, немаме јасни ликови кои се добри херои и оние кои се, накажеме, на страната на злото. Сето тоа е некако амбивалентно, цинично. Не знаеме ние кој што носи во своето срце. Знаете што? Тоа е всушност добра теологија. Ако не ви беше јасно. Всушност теологијата на просветителството е погрешна. Човекот сам може да направи нешто. Додека во најмала рака, оваа теологија на така наречен постмодернизам, на нагласување на идентитетите и на радикалната себе дефиниција, во себе содржи нешто всушност точно и правилно.
А тоа е дека на човекот сам по себе му нема спас. Нема спас. Ако сте ја гледале, некои или читале книгите Игри на гладта, ќе видите дека книгата завршува крајно амбивалентно. Затоа што не се знае кој е следниот што ќе дојде на власт и кој е следниот што ќе воведе некаква страшна диктатура. И кој е тука сега одговорот на овие конкретни прашања? Одговорот лежи во едно зборче. На еврејски е ак. Во превод значи само. Одговорот на сите наши дилеми е во ова зборче. Само. Зошто? Затоа што псалмистот вели само во Бог е мојот спас. Само во Бог е мојата утеха. И тоа, терминот само не е некаква стилска фигура. Тој термин е теолошки крајно важен. Со него се искажува голема вистина. Ова е целосна доверба. Доверба наспроти општото мислење на луѓето околу нас. Ова е да се плива наспроти текот и наспроти течението. Да се оди наспроти општата култура. И псалмистот овде е толку сигурен во Бог, така што тој вели само Бог, и повторно во оригиналот вика, тука ние го преведуваме со спокој, со мир, но во оригиналот вели само Бог е мојата тишина. Само Бог е мојата тишина. Со други зборови, откако надолго размислувал, надолго медитирал за сето свое богатство, за сите свој углед, за сета своја сила, за сите своји ресурси, за целата инфраструктура што му стои на располагање, псалмистот, веројатно цар, вели само во Бог може да сум си тивок, сигурен, задоволен и покорен. На друго место не можам никогаш вака да се чувствувам. И тоа овој цар не дошол до овој заклучок наеднаш. Не дошол со некаква ненадејна напливна инспирација да каже вау, само во Бог е моето спасение. Напротив, ова е плод на долгогодишно размислување и копнеш за заедништво со Бог. Ова е всушност процес во кој што е долго и мачен растеж да се дојде во полна зрелост и разбирање на тоа зошто Бог не создал на оваа земја. Затоа за псалмистот Божјото спасение не е нешто абстрактно. Тоа е конкретна потврда за она што Бог го направил во неговиот живот и во историјата на Божјиот народ Израилот. Ова е славење. Ова е обожавање. Ова не е филозофија. Ова е суштинско гледање во реалноста на нештата и прифаќање на Божјата порака. Затоа што псалмистот кога зборува за Бог, не зборува во некакви општи термини само, дека Бог се грижи за севкупната група на луѓето, Бог се грижи за околностите и Бог се грижи за планетите, Бог се грижи за звездите, што е точно, бидејќи ако е тој создател на сето таа работа, тој е и седржител на сите тие нешта. Но псалмистот зборува на еден крајно личен начин. Тој не гледа во Бог како во некакво трансцендентно битие, кое е недосежно, кое е некаде таму далеку и кое е случајно ако некој од нас може да му угоди добро, ако не, здравје. Псалмистот е јасно сигурен дека Бог е активно, конкретно, лично заинтересиран за неговиот живот. Со други зборови, Бог е активно, лично заинтересиран за мојот живот. Бог е активно, лично заинтересиран за твојот живот. За сечи живот поединечно на луѓето што се тука во оваа просторија и на секој човек во светот. Само со вакво размислување може да се дојде до моментот со цврста увереност да се каже тој е моја карпа и моје спасение, Бог е моја безбедна утврда. Нели добро звучи, а? Господ е мојот спасител. Господ е мојата тврдина. При него наоѓам секогаш прибежиште. Одлично звучи и знаете што е уште подобро? Ова не е што англичаните викаат it's too good to be true. This is true. Ова е апсолутна вистина. Ова е така.
Ама има уште нешто многу важно. Токму затоа што знае дека Господ е неговата тврдина, токму зашто знае дека Господ е неговата моќ, уште поостро е свесен и поболно е погоден од сета агонија во која што во тој миг се наоѓа над напад и клевета. Да се биде Божи слуга не значи да се биде изземен од страдањата и болките во светот. Знаете што ни кажа Исус Христос? Во светот ќе имате маки, но не плашете се, јас го победив светот. Исус Христос е единствениот супермен кој кога и да е, што одел по оваа земја. И што уште поважно, Исус Христос е тој супермен кој денеска постои и седи десно од престолот на неговиот небесен татко. Тој е тој херој кој го има одговорот да сватиме дека ние сме само обична прашина, обичен здив. Меѓутоа, кога Бог доаѓа, одеднаш добиваме целосна смисла и целосна заштита. Но тоа не значи дека нема да имаме маки во светот. Утехата е дека Христос веќе го победил светот. Во 5 стих добиваме една многу појасно објаснување за тоа каква е самата ситуација. Псалмистот се соочува со клевета, со лажна и лицемерна поддршка. Ова е стандардна човечка природа. Стандардна. Оние што се околу тебе најчесто кога имаш моќ и власт и кои не се таму заради тоа што се стварно твои пријатели, ќе бидат најласкавите и најмногу комплименти ќе ти делат. Тие најмногу ќе аплодираат и тие најмногу ќе изразуваат љубов кон тебе. Во суштина, често тие се нашите најголеми душмани. Тие имаат лажливи јазици. Тие го почитуваат и го афирмираат псалмистот во неговото присуство, и тоа пред очи на сите други. Но нивните вистински чувства се завист, љубомора, дури и презир, затоа што тие не можат да бидат како него. Живи ќе се изедат заради тоа. На Божиот помазаник, кога некој се отвара за Бог да дејства преку неговиот живот, ќе налетаат безброј луѓе кои едноставно се љубоморни затоа што тие тоа не го добиле и си замислиле некоја своја идеја како сето тоа треба да изгледа. Што забораваат дека Бог има повик за секој од нас. И затоа што посакуваат нешто друго, а не она што нив им е дадено, тие ги губат и двете. Не живеат во повикот кој Бог им го дал и живи ќе се изедат, што некој друг има нешто што тие го немаат. Божиот човек е по дефиниција во битка со световните принципи однадвор, но уште потрагично и уште пострашно од истите тие принципи кои се вовлекле и во самата црква. Така се чувствува псалмистот. Така се чувствува човекот кој од длабочината на својата душа сака да нагласи дека треба секој да му верува само на Бог. Меѓутоа, оваа вера во себе мора да содржи преобразба. Мора умот да ни биде преобразен. Мора во секој случај ние да застанеме пред Бог и да се преиспитаме себе си како стоиме по ова прашање. Но, ова е добра приказна, ова не е постмодерна приказна, нема потреба за очајување. Оваа приказна има добар крај, бидејќи Евангелието е добар крај и ни дава секогаш надеж. Напротив, самиот псалмист се ја спомнува надежта и тоа во директна корелација со довербата. Ова е во суштина најбиблискиот елемент, особено по прашање на Новиот Завет и новозаветната идеја за надежта. Новозаветната идеја за надежта е всушност не она како што најчесто ние тоа го користиме во секојдневниот јазик. Јас денеска се спуштив од водно надолу да дојдам на служба и се надевам ќе се качам горе. Ама не сум сигурен. Не знам дали е изчистиле улицата за да можам да се качам горе. И тоа има во себе некој елемент
да кажеш дека тоа е надеж, ама е далеко од христијанската надеж. Христијанската надеж вели дека всушност Бог веќе нас не искачил горе на планината. Дека веќе ние сме заедно на гората на преобразувањето заедно со Христос и ја гледаме неговата преобразена божествена природа. Таму сме со Христос и го слушаме Божиот глас кој вика: ова е мојот возлюбен син во кога е мојата добра волја, него послушајте го. Него послушајте го. Самиот псалмист до ова сознание дошол преку една тешка и болна лекција. Само Бог е неговото спасение. Тој се обидувал да најде спас во други нешта, но неуспешно. Конечно дошол до ова освестувачка вистина, дека само во Бог може да се најде задоволство, и тоа задоволство обожувајќи го. Но псалмистот не застанува дури ни тука. Го врти своето внимание и кон заедницата на верните. Божиот слуга никогаш нема одговорност само за себе. Божиот слуга секогаш има одговорност. И тоа не во смисла на Божиот слуга луѓе кои по некоја случајност како мене стојат тука и проповедаат или имаат некакви пасторални должности. Туку Божиот слуга, кој да е тој кој Бог го повикал, не може да биде одговорен само за себе си. Божиот слуга е секогаш одговорен за целата заедница и за сите верни. И затоа од стиховите 9 до 13, тие, ако овој псалм наликува, значи е еден од псалмите на довербата, произлегува од псалмите на тажалките, во себе содржи и мудросна литература. Посебно стиховите од 9 до последниот стих 13. А зошто е тоа така? Затоа што израелскиот народ мудроста ја сметал за нешто практично, која всушност носи благосостојба во животот. Не некаква фикција, не некаква идеја за која што само треба да се разговара дали е можна или не е можна. Туку всушност мудрост која во практична смисла на зборот го прави животот подобар за сите. И што им наложува оваа мудрост на сите верници? Тие не треба да се обидуваат да се представат пред Бог и да се представуваат пред Бог како да нема на што да му се пожалат. Затоа се дадени псалмите на тажалките. Напротив, луѓето кои му веруваат на Бог имаат целосна слобода да му се обратат во тажалка. Не се работи за некаков анксиозен став, цело време си нешто потресен, исплашен, растресен. Туку се работи всушност за став во кој што знаеме дека сета наша мака, тага, болка и мизерија можеме да ги изложиме пред Бог и Бог нема да биде изненаден од нив. Замислите се, будете некое утро и конечно се осмелувате и викате: Боже, тешко ми е, кај си ти до сега? А Бог изненаден и вика: ау, извини, не знае. Не може таква работа да се случи. Всушност, кога доаѓаме пред Бог во болка, во тага, во страдање, во викање, во непопустливо барање одговор од Него и насока од Него, ова е непогрешлив знак на автентична молитва. Човечкото срце во неговата падната природа цело време се стреми да се покаже како самодостатно. Дека ние сме си самодостатни. Дека ние нешто да ги имаме под контрола. Но мудроста на овој псалм не учи, и општо мудростната литература на Библијата не учи, дека срцето мора да омекне и чувствата да се изразат слободно пред Бог. Само на тој начин можеме всушност да примиме од Бог. Бидејќи само во тие мигови ние сме омекнати. Нашето срце може од Бог да прими само омекнато. Токму заради тоа Еремија вика: ќе го земам вашето камено срце и наместо на тоа камено срце ќе ставам срце од месо. Со други зборови, омекнато срце. Без таквото омекнато срце никогаш нема доволно да му веруваме на Бог. Никогаш овој израз само во Бог е мојата утеха нема апсолутно воопшто да има смисла и во нашиот живот. А инаку само по себе, повторно да кажам, теологијата на овој цинизам на сите тие серии на Netflix кои што прикажуваат цело време некаква амбивалентност, некаква несигурност, книгите за идентитетите кои ги читаме, дури во највисоката академска теорија, цело време представата за човекот е крајно цинична.
Создади се сам од себе. Новата религија, така да се изразам, вели создади се, пресоздади се самиот себе. Знаете зошто? Бидејќи и самите тие осознаваат дека во суштина човекот е една општа ништовност. И Библијата го тврди тоа. Библијата вели дека човекот сам по себе е ништожен. Сите заедно да не соберат. Слушајте, јас вчера пред некој ден прочитав дека целиот коронавирус, сите честички на коронавирусот од целиот свет може да ги собереме во една помала тегла од нутела. Значи не од поголемата, од помала. Ќе ги сместиме сите можни честички, ама видете, за тоа ви треба барем една мало тегло нутела. А за човекот не ви треба ни толку. Вика, сите луѓе да ги ставиме на кантарот, од другата страна ќе бидат полесни од еден обичен здив. И тоа е така. И затоа одговорот на пресоздади се во овој свет создава толку многу анксиозност, толку многу несигурност, толку многу всушност злоупотреба на други луѓе. Толку многу желба да се изживее што е можно повеќе, бидејќи тоа е се што добиваш. Ова ти е шансата и нема друга. Библијата вика, да, човекот е ништожен, тоа е правилна теологија, но приказната не завршува тука. Само Бог му дава на човештвото тежина. И затоа, кога на тоа човештво кое е полесно од еден обичен здив, ќе се надодаде отелотворената природа на Божиот Син, одеднаш човештвото добива тежина. Одеднаш човештвото добива чест. Одеднаш човештвото добива достоинство. Одеднаш човештвото добива важност. Човечките обиди преку експлоатација, угнетување, неправда, измама и грабеж се сведуваат на ништовност. Нема ништо од нив да остане. Тие се празна суета. Не е случајно што цело време во псалмот се провлекува една паралела помеѓу ако имај доверба или ако немаш доверба, тогаш оди во тоа. Проблемот е дека си суетен или немој да бидеш суетен и да не ти е на срце. Нема благослов во постигнувањето на лични интереси врз грбот на другите. Тоа е она што псалмистот на нас ни го нагласува. Само во Бог имаме целата наша доверба и само во Бог се наоѓа целата наша надеж. Со Бог наеднаш човештвото повторно се враќа таму каде што му е местото. А тоа е врвот на Божјето создание. Круната на она што Бог го омислил и преку тоа Бог сака преку еден таков суперхерој приказната да ја заврши. Онака како што одсекогаш човештвото копнеело приказните да завршуваат. И си живееа среќно до крајот на животот, само што во овој случај ќе биде и си живееа среќно, вечно и за секогаш. Тоа е она што овој псалмист на нас ни го дава како инспирација. И она што е многу интересно, во последните 2 стиха псалмистот дава дефиниција за Божиот карактер. Псалмистот вели, моќта му припаѓа на Бог. Зашто Божјата моќ и неговата цврста непоколеблива љубов се нашето единствено спасение. А кој е тој што нас не спасува според севкупната објава на Светото Писмо? Јешуа. Јешуа значи, знаете што значи? Јахве спасува. Јахве е спасител. А знаете кој е коренот на ова кога му вика само во Господ е мојот мир, моето спокојство, само во Господ е моја тврдина, моја карпа? Знаете кој е коренот таму? Коренот е токму овој ист збор од кој што произлегува Јешуа. Тоа е коренот кој ни укажува на тоа дека Бог не става на широко место. Бог не става на простор во кој што нашите нозе нема да се сопнат, нема да паднеме. Бог не става на таа цврста карпа која е Исус Христос.
И знаете што вели на крајот псалмистот тука? А Бог секому ќе суди според неговите дела. Така? А што ќе биде ако Бог стварно на секој од нас ни суди според нашите дела? Едно е сигурно. Тешко мене, од мене почнува, и тешко на сите нас. Но она што се случува тука, во еден пророчки дух, во пророчки збор, псалмистот сушност сака да каже дека и овие зборови го имаат своето исполнување не во човекот, туку повторно во Бог, кој е мојата широко место, која е мојата карпа, која е мојата тврдина. А кој е тоа? Тоа е отелотворениот Син, Бог, Богочовек, Исус Христос. Кој е Бог? Бог е создателот на светот, Бог е содржителот на светот. Кој е Бог? Бог е семоќен, Бог е добар и Бог го љуби целиот свет. И тоа не љуби со таква љубов, која што е непоколеблива и вечна. А кој е човекот? Човекот е обичен здив. Нема ништо од нас сами по себе. Но истовремено, затоа што имаме еден супер херој, Богочовекот. Нашата приказна не е трагична. Нашата приказна е хероична и нашата приказна е вечна. Само во Бог е мојата утеха. Боже, Ти си мојот Бог. Тебе те барам. За Тебе жедне душата моја. За Тебе копне телото моје, како земја пуста, неплодна и посведна. И така со поглед те бара во светилиштето Твое, за да ја видам Твојата сила и Твојата слава, зашто милоста Твоја е подобра од животот. Устата моја ќе те фали, така ќе те благословувам во животот мој и Твоето име ќе ги кревам рацете мои. Кон Тебе се прилепува душата моја, Твојата десница ме поддржува. Ова е дел од еден друг псалм. Уште една потврда на кој начин само Бог е нашата подкрепа. На кој начин само Бог е нашата утеха. На кој начин само во Бог можеме да ја ставиме целата наша доверба. Се соочуваме со различни бури во животот. Се соочуваме со различни разочарувања од други луѓе. Се соочуваме со прекршен дух, со скршеност, со болка и со страдање. Но уште еднаш да ве потсетам. Само во Бог, Јешуа, е широкото место на неговото спасение. Само во Бог доаѓаме до нашата целосна потврда и до нашата целосна тежина. Само во Бог јас тежам, речи си, 100 кила. Без Бог сум нула. Само во Бог ја имам мојата важност, го имам моето достоинство, ја имам мојата вечност. Само во Бог, во Јешуа. Затоа јас ве канам денеска, сите вие во ова просторија, оние што гледаат онлайн. Сврдете се кон Него. Заборавете на ова што овој свет го прави. Заборавете на ласкавите зборови и на клеветничките зборови на оние против вас. Заборавете на разочарувањата, на болката, на измамите што некој ви ги нанел. И сврдете се кон широкото место кое Бог ви го води. Само таму стануваме важни, тешки, значајни и спасени. Нека Господ ни помогне така и да биде. Само во Тебе, Боже, е целата наша доверба и целата наша надеж. Амин. Небесен Татко, ние Ти благодариме за добрината која доаѓа од Тебе. Величествено си не создал, иако сме само обичен здив. Но Ти си тој кој на тој здив му дава целосна важност, целосно присуство, целосно помазание, целосен благослов, целосна вистина, целосно спасение. Плод на Духот, дарови на Духот. Не поистоветува со она што Павле го кажува во 1 Коринтијани 13. Љубовта е. Ти си. Затоа ние сме. Амин.